Здраво, здраво друштво. Денес одиме на предавање. Можам да речем и дека ми е прво предавање од ваков тип, каде што максимално ќе пробам да ви доловам моменти, затоа остани до крај на видеото, пошто многу работи ќе научиш како да станеш мотивиран во 2026 година за да ги исполниш твоите цели и замисли за твојот успех, било каков и да е. Дали е тоа прогрес во теретана или слично. Така да одиме на предавање кај мојот колега Iron Therapist или во неговиот фитнес центар, че има предавање од доктор Жарко Костич, доста познат на јавноста, по социјалните медиуми, така да уживи во видеото, примени некоја од следните карактеристики во твојата 2026 година за да бидеш подобра верзија од себе и за себе. Like, share, subscribe. Чао! Това е добро познатиот Горијан Пилев на јавноста. Здраво, Јепо избек. Го викнав Горијан да гледа, да слуша, пошто мислам дека некои овакви вредности, морали и начин на размислување треба да ги третираме малце од помлада возраст, така да донесете си ги вашите брајче, сестри или па некој повозрастен ако ме гледа вашите деца и дојте и надоградујте се вака целокупно. Се збира екипа и тоа е тоа. Одиме ние да уживаме и да учиме. Дечки, на брзина само да го поздравиме Дени и цел фитнес центар. Сите што сте од Ѓорче, Влае и у близина ви препорачувам да дојдете тука да направите барменен тренинг за да сваните што ви зборувам и после тоа да си уплатите чланарина и да газите, така да имате тука овие од крајот на теретаната фактички. Има феноменално сегнено огледала. Тука имате стомачни, клупа, пула, бар, огледала феноменални што не лажат. Абдактер машина, кардиомашини си има тука, за нози справи, рамо и тоа е тоа. Екипата се спрема, ние одиме на предавање. Ајде. Здраво дечки, овде сме со доктор Жарко. Фала ви многу докторе прво за предавањето и фала ти многу што одвои време за интервјуто. Направив неколку забелешки додека го држете предавањето, што ми оставија мене лично најмногу впечаток за да му ги пренесеме на цела публика што не прате. Конкретно и за вежбачите да го видат нешто кон прогресот нивен теретана. Би почнал со голем став, мал страв, како момент дека човек што има голем став за некоја работа, дека има мал страв. Да. Сега, моето прашање конкретно е дали треба и да обрнеме сепак внимание на стравот, уствари на негативните работи што може да се десат, пошто од голем став, мислам па дека иде и момент на не на его, туку на премногу верување во нешто и не гледање реално на некои работи. Да, се слагам. Точно е, затоа што некојаш човекот, ајде да кажеме, тој преголем став, затоа што ставот се формира врз база на дадени искуства. Ако човекот има позитивни искуства, ајде да кажеме, ти имаш факти зашто да имаш самодоверба, зашто ставот може да го гледаме и како самодоверба. Така ако ја имам став, некој човек има став дека може да успее, го бива и така натаму, мора да има факти пози тоа. Што значи дела. Да. Така значи има некој има бекап зашто го има тој став. Но точно е дека човекот треба да биде исто така искромен, во смисол на тоа да предвиди што може да се случи. Знаеш, во спортот викаат најтешки утакмици се веќе добиените. Може да си ослушнал тоа. Зашто кога човекот има став ќе ги здробиме овие, ќе го згазиме тимов, обично проблем е, затоа што они не се трудат. Тимов што има став дека треба да работа за да го победат тимот, они се трудат. А овие не согледуваат колку треба напор да вложат за да победат. И многу често кога човекот ќе дојде до таа ситуација на арогантен став, точно се случува тоа што го предочи ти, дека нема да се припремат. Со други зборови, припремата е секогаш важна, затоа што у припремата ти можеш да согледаш што ќе биде, како ќе биде и така натаму. Велат, кога морнарите се спремни, нема бура на море. Некогаш кога морнарот станува, у наводници морнарот, ќе стане пре self-confident, премногу надмен, тогаш не се припрема и тогаш доаѓа бура. Така да у животот човекот треба да има позитивен став, треба да гледа во иднината, но исто така кога излага надвор од комфорт зоната треба да размисли да се припреми што е тоа што како препрека може да дојде за да може да најде решение. Согласувам. На истото и мислев. Како второ контролиран неуспех. Да. Конкретно зборувавте подолго време на оваа тема, накратко што би им кажален. Ако ја земам тек, така? И ако дојдам до дел каде што ќе речеме, ако ја земам некој тек кој што е мал, да кажеме така, ајде да кажеме овој тек, или помал, 2,5, и цело време билдам, и цело време можам, така, тогаш ништо не се случува. Мускулот расте кога ќе се пукне. И после доаѓа даден тип на процес кој што
ги пополнува тие пукнатини, да кажеме, и после тоа се претвара пак во мускул. Сега, ако ти дојдеш во момент каде што доаѓаш до контролиран неуспех, што значи ќе дојдам до момент каде што не можам, тогаш настанува работата во мускулот. Но што се случува наредниот ден? Наредниот ден, тоа што не сум можел, веќе што се случува, го правам да можам. И така имаме растење. Затоа што ти ако не дојдеш до контролиран неуспех, дури истото тоа се случува и во животот. Ти кога ќе отидеш надвор од комфорт зоната, и надвор од комфорт зоната ти имаш некој тип на неуспех, ти мислиш дека е неуспех, ама не е неуспех, затоа што си осознал како да го најдеш решението, зашто во комфорт зоната не растат мислите. Исто како што нема да расте мускулов ако ја го земам се ова и почнам да билдам, со него ништо нема се случи, така, затоа што е перолесно. Исто е во комфорт зоната, затоа што е прелесно, умот нема чалендж, нема предизвик за да може да ги прошири мислите. Младиве секогаш сака да кажа доктор Жаре, I wanna work smart, I don't wanna work hard, ама вистината е дека hard work ти дава smart work, зашто преку hard work и умот е како мускул, он се зголемува од убавите предизвици на патот до постигнување на целта. Така да контролираниот неуспех не е само спортот, но и во животот. Па тоа сакав баш прашање во го одбрав ради една причина. Како тренер, кога работам со клиенти, имам наидено неколку пати на клиентот иде и сака да му биде лесно, а при тоа да граде. И секој пат кога го терам да оде над неговото замислено, дека има сила, земал 15, има замислено дека треба 10 и да запре, неговата реална сила е дека треба 20. Ама он на првиот момент кога го боле, како што кажате, контролиран неуспех, он се откажува. Баш ради тоа конкретно да му посочиме на публиката дека го одбрав тоа прашање, дека треба да се оде до тоа, кажано како по теретана термин, фейлер или до отказ. Да. Или стручно нешто, контролиран неуспех. Убав цитат од Майкл Джордан, вика имам промашено 9 шута, имам изгубено 300 утакмици. 26 пати ми бил доверен одлучувачка шут и го имам промашено. И вика јас сум најдобар зашто сум волен да одам од неуспех во неуспех. Неуспехот е напад од неуспех. И тоа е контролиран неуспех, затоа што е, викаат Америка, failing forward. Идеш да не успееш нанапред. У комфорт зоната не успеваш наназад, затоа што не растеш. Ама надвор од комфорт зоната ќе имаш failure. Немаш искуство на неуспеси, ама големата слика е дека одиш надоле. Да, затоа што комфорт зоната е зона на стагнација, односно одење надоле. Надвор од комфорт зоната тлото не ти е под нозе, ама затоа успеваш, зашто почнуваш да развиваш способност како да го освоиш новиот простор. И со самото тоа што размислиш како да го освоиш новиот простор, растеш како битие. Многу. Последно на work smart not hard, буквално ви го одговоривме што значи дека мора да работиш напорно за да дојдеш до паметниот начин на дејствување кон некои работи што у минатото си ти требало повеќе енергија и повеќе време. Тоа е смартот уствари у работа. Точно, затоа што најдобрите идеи доаѓаат од после акција. Така. Не можеш да имаш добра идеја надвор од комфорт зоната. Да кажеме имаш надвор од комфорт зоната план број 1, па тој ќе се преточи план број 2. План број 3, план број 4, ама план број 4 е перфектниот план. Ама тој дошол после неуспех, после разочарување, неоткажување, си продолжил понатаму. И умот се развил и се планот број 4 он го согледува кога умот е у нова димензија. План број 4 никогаш не е план број 1. Ама план број 1 е добар затоа што мора да биде план број 1, затоа што е поглупав план, ама е добар план затоа што е брилјантен план, зашто излагаш надвор од комфорт зоната. Успоредба со план број 4 не е најсеен план, ама морал да биде и е сјаен план затоа што тоа е планот кој што морал да извади од комфорт зоната. Твојот ум во тој момент толку согледал и затоа е важно да тргнеш ако си согледал толку и како идеш понатаму умот согледува повеќе и затоа е you have to work hard so that you can work smart, али целата поента е дека има убавина у hard work, затоа што се чувствуваш горд. Smart work ако не е подкрепен со hard work, нема задоволство. Да се ужива у процесот, нели, у сето тоа дека трае. Животот по инерцијата влошува, а по действувањето е подобрува. Не по намера, тоа е Џон Максвел, вели животот по инерцијата влошува, а со намера треба да се подобриш. Сега го парафразирам, ама сум го прочитал кај него. Така. Високи стандарди, низок број на лоши искуства. Да. Значи тоа го има кај Елена Кардоне, значи високите стандарди те спречуваат да ги имаш ниско квалитетните искуства и тоа е секаде во животот. Кога човекот цели високо, он прави труд и енергија. Например, кога сакаш да добиеш добра оценка на факултет или во средно, не е важно дали ќе добиеш, битно е да се трудиш затоа што со самото тоа што се трудиш ти имаш квалитетен живот, затоа што даваш квалитетна енергија. Што значи зборот стандард? Значи квалитет. И кога човекот има висок квалитет, он мора да даде високо квалитетна енергија за да постигне висок стандард. Ти ако не ќе да дадеш енергија за да дојдеш до висок стандард, ти ќе дадеш ниска енергија. И со самото тоа што даваш ниска енергија не си среќен. Наједноставен пример, ако излезеш со луѓе кои што имаат
убави стандарди, убави гледишта, етични се и така натаму, обично нема да доеш до ниско квалитетни искуства, ама ако почнеш да се дружиш со луѓе кои што не се етични, кои што немаат дисциплина и кои што работи кои што се неморални, набрзо ќе дојдеш во ситуација каде што ти ќе бидеш завлечкан во ниско квалитетно искуство. Преамбициозно, со овој момент не го спомната како денес, како тема на разговор, ама сум се соочил многу пати, ми било наведом како ставено пречка на можноста на размислување и на пуштање на умот да оде напред, временски, идеолошки и секако, преамбициозноста дека е и лоша работа од делот на премногу мислиш, а помалце реагираш и имаш акции. Што мислите на тоа, баш ме интересира? Мислам дека секој човек треба да е амбициозен, ама знаеш имаш некои многу амбициозни луѓе кои што сакаат перфекционисти да се, во смисол на дека мора тоа да се постигне тогаш и ако не се постигне не стануваат harsh on themselves, стануваат малку тешки за нив. Амбициозност уопште не е лош и е пожелна, ама треба да имаш став дека не мора се да е перфектно, затоа што ако ти имаш став дека све мора да е перфектно, тогаш ќе се набавиш и стрес, затоа што перфектноста кај некои луѓе е да е он над другите луѓе или околината, до кај он до кај. Тоа не е добар начин затоа што ти си у играта на споредбата со себе. Кај си бил пред еден месец, кај си сега. И ако не се постигне таа цел тој месец, не се откажи од целта, продолжи да имаш цел, зашто целта ти дава фокус, а фокусот ти дава енергија. Ако немаш целта, ако немаш амбиција, немаш фокус, ако немаш фокус, немаш енергија, кога се дефокусира, немаш енергија. Тоа е како реката со корито, знаеш, реката е јака зашто има корито, а коритото е дисциплината, дисциплината ти дава фокус. Ако реката нема корито, ќе се разлие реката и на никого не му чини таа вода, затоа што нема јачина. Амбицијата е посакувана, но исто така и ставот како да дојдеш до тие цели, до амбиција е многу важен. Мора да имаме здрав став, во смисол да не сме прегруби кон себе ако не го постигнеме тоа и да не се споредуваме со околината и да немаме став на перфекционизам, затоа што зборот перфекционизам доаѓа од перфачере на латински, значи преку правење. Значи човек доаѓа преку правење до нешто кое што е перфектно. Не може да доеш од одма. Нова цел и комфорт зона. Имавте еден таков дел од предавањето кај што исцртавте диаграм каде што имавте позитивна работа, негативни работи и комфорт зона. Сега кога позитивната работа станува комфорт зона, кажавте само поставување на нови цели за да се испадне од тоа. Да. Ако може да го гледаат гледачите диаграмот, кај што имаме комфорт зона, тука се негативни податоци. Да. Негативни податоци се во смисол некој човек може да има негативни податоци дека не го бива, не може, нема да успе и така натаму. Тоа е затоа што комфорт зоната нема раст. Но у овој универзум ништо не е статус кво значи да остане исто. Или се зголемува или се намалува. Така и микрофонов, ако е од што и да е пластика, он се распаднува у моментов. Само не го гледаме зашто е векот на полураспаѓање долг. Комфорт зоната значи дека човекот оди у долните делови кај што се негативните податоци. Затоа што тоа е тоа што ја го викам, дечко седи у кафичи, грицка пластична лажичка цел ден со две кафења затоа што нема што да прави. Гледаш, кога човекот е у комфорт зоната, он ќе дојде до негативни податоци. Негативните податоци се обично се друг му е крив, не е до него и така натаму. Надвор од комфорт зоната е дисциплина. Дисциплината што значи го следиш разумот, не ја следиш емоцијата, зашто дисциплината, емоцијата не е најпријатна у дисциплина. У мрза, што е мрза? Емоцијата ти е пријатна и затоа што е толку пријатна не го слушаш разумот. Мрзата можеби некој дечко сака да стане порано, ама емоцијата му кај уште малку да се отспиам. Он ја слуша емоцијата. И тоа го носи у комфорт зоната и у негативните податоци. Ама кога човекот поминува во дисциплина, што е над мрза, а што е дисциплина, без разлика на негативната емоција го слушам умот. Треба да отидам у теретана денеска. Идеш у теретана. И кога ќе одвежбаш убаво, зашто ќе земеш тешкото, го зимаш тегот, доаѓаш во креирање на енергија, тоа што се случува, наградата за тоа е мотивација. Се што е мотивација? Мотивацијата се фактички тие позитивни податоци. Можам, бива, знам, топ. Сум ја постигнал целта. Исто е кога човек оди да ја постигне целта, он мора да помине од надвор од комфорт зоната, да помине низ дисциплина и да дојде до постигнување цел. Кога ќе постигне целта, прави пак комфорт зона. Затоа што се е постигнал целта, тоа му е новиот стандард, пак му е комфорт зоната, така? Ако ти прекинеш да билдаш, на некој начин ќе ти се намали мускулната маса, така? Да. Океј, значи ти за да продолжиш и да го одржиш тоа, мора да продолжиш да вежбаш. Исто е во животот, кога човекот ќе постигне цел, тоа не може да се релаксира тука. Се релаксираш една недела, 5 дена, еден месец колку сакаш, ама мора да постигнеш нова цел, затоа што ако не постигнеш нова цел, почнуваш да идеш надоле, затоа што животот или има нагоре или има надоле. Нема стоење у место. Се што стои у место паѓа надоле. За да идеме нагоре мора да имаме нова цел. Така да не се прашувајте зошто секој вежбач праве булк и кат, да не мислам дека ќе го потврде ова, пошто кога одиме со константен булк, идеме до таложење на масти, затоа мора нова цел да поставиме, да скиниме, па пак булк, па
буквално тоа се Баш дешава така е процес. баш пластично, инака се лесно за разбирање. За секоја работа што ја сакаш да ја оствариш и даваш некој си временски период, кажавте феномен на помножи го пута 10. Има од Грант Кардоне една книга се вика Правилото 10 пати. Така? Може би ја читале гледачите таа книга, но поентата е, он зборува за масивна акција. И многу често ние не сонуваме прво големо. Например, некој човек работи продажба и сака да направи профит денес или месецов од 5000 евра. Ти не можеш да таргетираш 5000 евра. Ти треба да имаш план за 50.000 евра. Сега, ако имаш план за 50.000 евра, веројатноста да имаш 5000 евра и ако го реализираш тој план за 50.000 евра, сигурно ќе добиеш 5000 евра. Така да ние секогаш имаме тенденција да ја подценуваме акцијата. Студент еден кој што ќе зацрта да положи испит. На кој студент не му треба туше 5 дена на крајот испитната сесија? Секој. Зашто? Затоа што го подценуваме времето. Викаат домашен есап и есап на пазар не е ист. Домашна проценка и проценка на пазар не е иста, затоа што на пазар е поскапо. Ама ти од дома почнуваш со пониска емоција и пониска енергија и пониска пресметка, затоа што умот он пресметува за да дојдеш до тој и таа цел, ти треба толку и толку. Обично е погрешна пресметката. Ако ја помножиш по 10, нема да ја утнеш работава. Се согласувам скроз, така да ако си замислил дека од мај до јуни можеш да имаш стомачно, така да помножи го тоа пута 10. Да, или почне од јануари. И почни 10 месеци поназад или од јануари конкретно. Најдобар пример. Докторе Жарко, фала ви уште еднаш. Поздрав. Се надевам дека можеби некогаш би му снимиле на дечки подолга емисија, кај што би зборувале на теми ви поопширно и ќе уклучиме и други теми. Понеделник, среда и петок има лајвови 8:30. Так. Страната Facebook е Dr. Зарко Костик, а на Инстаграм е Зарко_Костик. Ве чекам. Така да еве ви линкче, заследите на Facebook и на Instagram и едуцирајте се луѓе, пошто тоа е најбитно нешто за да одиме сите напред и како нација и како луѓе поединци. Поздрав. Екипо, дојте вамо само да ви покажам остаткот од теретаната. Одличен Смит прави за нози предно рамо. Трицепс, не знам таа дали се прави, најверојатно може да се прави за бицепс. Одлични сайли со пулап, машина, горен грб, влечење котор, долен, нели, роу, ева ме свиѓа. Теговите се еден проблем. Тука се резервни, а и секаден кај што имаше прави со тегови, со плочки, сегден имаше оставено. Имате добра роу машина, што имате и доле и горе. Lat pull down, тоа е пекдек. Добра справа за гради, класика 2 бенча и килажи имате до 50 кила. Значи од 2,5 до 50 кила имате. За девојките имате клупа за правење на хип траст. За неја ги користите овие да ви биде малку позгодна, баш наменета за таа работа, така да поздрав до Дени. Сега ќе го видите за брзо и него, да го поздравиме, а може и ќе ви снимаме некое видео, што Дени може да се склопи во видеата со JPX Champions, а и JPX Influencers. Така да ќе се договориме, ќе видиме нешто, ќе направиме тука тренинг ќе оваа теретана баш според негов принцип, нели, како и што правиме. Да завршувам со гостите што му се дојдени тука, бидејќи он е на крајот на денот организатор. Уште еднаш сакам да му се заблагодарам на доктор Жарко за интервјуто, буквално, уште едно интервју човекот даде за на крајот од цело предавање. Реално на журка кога ќе отидам, од саат време стоење, ја почнуват нојз да ме болат, почнувам да кенкам. Сега дали поседив 10-15 минути. Цело предавање стоев и уопшто од толку што ми беше битно и интересно и ме интересираше нешто, не го помислив тоа. Така да, наде и нешто што те интересира, тоа е доказ колку не ме интересираат журки и такви работи. Ваков контент ако ви се бендисува, дефинитивно пиши коментар, пиши теми, пиши гостин, професор, доктор, па јас да пробам да стапам у контакт и да го видите сето тоа вие. И тоа, да градиме еден квалитетен контент и квалитетна содржина. Дечки, и за крај со организаторот на ваков прекрасен настан, Дени или Iron терапист на Инстаграм, еви линкче тука да го заследите за мотивација, правилен начин на исхрана, вредности пред се и да градиме на заедничка, како да кажам, заедница здрава. Така е, како фитнес центар, освен за физичкото здравје, Така. значи денес покажавме дека се грижиме и за менталното здравје. Така да, како фитнес центар, понатаму ќе продолжиме да работиме со луѓето, како на физички, така и на ментален план. Доктор Жарко многу баво кажа за таа тема, здраво тело, здрав дух, но и обратно, здрав дух, здраво тело, буквално. Едно со друго си оди тоа. Бевме у простор каде што се граде здраво тело, а истовремено градеме и здрав дух со предавањето од 2 сати што јас реално го осетив како да беше многу брзо, баш тоа го изреагирав. Кога си на журка и стоиш на нозе, после саат и пол веќе бараш негден да седнеш, цело предавање скоро го истоав на нозе, дали 10-15 минути поседив,
а не осетив таков замор како на некое такво место. Така е, голема благодарност и до доктор Жарко што ни удостои со неговото предавање. Фала му Така да, за сите што не дојдоа, здравје, следен пат ќе направиме уште едно предавање и се надевам на поголема посетеност од страна на членовите. Фала ви. Дефинитивно, ја повикувам на акција да собират повеќе луѓе, бесплатно е, за ваше добро е, може само плюс да испаднете од сето ова и на крајот на денот и да е парично е у плюс. Само еве човек како него го прави сето тоа бесплатно за ваше здравје и за ваше добро. Фала ти уште еднаш. Поздрав и секое добро. Че ги изненадиме, мислам, со некој добар тренинг, у коментар нека напишете што сакате тренинг да гледате. Серијал JPX Champions, ти си скрос соодветен за тие серијал, ти си шампион реално. Правиме тука у оваа теретана, само ви напишете у коментар што тренинг да правиме. Се гледаме на тренинг. Ајде.